Драги ученици, добре дојдовте во видео лекцијата по математика за 2D форми, поточно денеска ќе зборуваме за триаголникот. Што ќе учиме? Ќе учиме што е триаголникот, што го определува триаголникот, што има секој триаголник, односно кои се елементи на триаголникот и како го обележуваме триаголникот. Најнапред да повториме кои се геометриски тела или 3D форми, а потоа ќе повториме и за 2D формите. Секое тело, па и геометриското, има своја маса и површина и тоа зафаќа дел од просторот и можеме да го допреме. Например, 3D форма ни е куцката, потоа квадарот, топката, пирамидата, цилиндарот и секако конусот како едни од најпознатите за нас 3D форми. Потоа од 2D формите, најнапред да кажеме дека 2D формите се или геометриски форми се дел од рамнината и тие не зафаќаат простор како 3D формите. Го гледаме тука триаголникот, потоа ќе се потсетиме на квадратот, на правоаголникот, на петоаголникот или трапезот, потоа кругот, ромбот, шестоаголникот и така натаму. Денеска повеќе ќе зборуваме за триаголникот. Триаголникот е геометриска форма или слика и тој не зафаќа простор, туку е дел од рамнината. Постојат повеќе видови на триаголници. Триаголникот е 2D форма која се состои од затворена и скршена линија од 3 одсечки и е дел од рамнината. Да видиме што го определува триаголникот. Триаголникот го определуваат 3 точки кои не смеат да бидат на иста права. Ги гледаме точката А, точката Б и точката С кои го определуваат триаголникот. За точките велиме дека се темиња на триаголникот. Темињата се обележуваат со големите латинични печатни букви А, Б, С, Д, Е, Ф и така натаму, и триаголникот има 3 темиња. Ако ги поврземе овие 3 темиња помеѓу себе, ќе го добиеме триаголникот и со ова ви го навестувам следниот елемент кој го определува триаголникот, односно тоа се одсечките. Тие се всушност представуваат страни на триаголникот, па веќе ја гледаме одсечката АБ, потоа одсечката БЦ и одсечката СА. Забележувате тука како се забележуваат, на кој начин се забележуваат страните, значи ги пишуваме имињата на темињата една до друга и одозгора ставаме цртичка за да се знае дека се страни на триаголникот. И триаголникот да кажеме дека има 3 и само 3 страни. Потоа триаголникот уште го определуваат и аглите. Секој триаголник има само 3 агли и затоа и се вика триаголник, значи 3 плюс агли го добива името триаголник. Можеме тука да ги видиме 3 агли, значи кај темето А е едниот агол, вториот агол и тука третиот агол. Триаголникот го забележуваме со символот на триаголник и доколку сакаме да ги запишеме имињата на следните триаголници, ќе запишеме триаголник МНР. Значи, исто така и се чита, или триаголник ЕФГ. Сега малку вежби. Обидете се да нацртате неколку триаголници во својата тетрадка. Означете ги нивните темиња, потоа може да ги воочите и нивните агли, запишете ги нивните страни и именувајте ги триаголниците. Внимавајте да не го изоставите символот за триаголник. Така, доколку правилно сте сработиле, треба да имате запишано
триаголник LMN, односно името, го именуваме триаголникот, потоа страните на триаголникот LMN се LM, MN и NL. Тука и темињата на триаголникот LMN се L, M и N. И сега да повториме што научивме денес. Научивме дека триаголникот е геометриска форма или слика, или уште ја нарекуваме 2D форма. Бидејќи е 2D форма, тој е дел од рамнината и не зафаќа простор. Триаголникот е определен со 3 одсечки, кои се негови страни. Триаголникот има 3 темиња. Триаголникот исто така има и 3 агли. И триаголникот го обележуваме со символот триаголник. Ви благодарам.